Добра вечер, почитувани гледачи. Јас сум Драган Милосављевиќ, а вие следите емисијата Заспи ако можеш. Денеска е, колку и да звучи ова смешно излитено, меѓународен ден на разоружувањето. Замислете, вака денот како ден, обележувањето е убаво, меѓутоа во ситуација кога буквално целиот свет врие од оружје и војна тропа на вратата, наистина е гротескно да се одбележува ден на разоружувањето. Впрочем, Европа најави дека ќе вложи 800 милиарди евра за вооружување во ситуација кога сад очигледно се повлекуваат од, условно кажано, нивниот дел од фронтот во Украина, паѓаат тешки зборови на сите страни. Само еден пример ќе ви дадам. Францускиот сенатор Клод Малхуре во говор во францускиот сенат го нарече претседателот Трамп лут император, а Илон Маск го опише како дворски шут на дроги. Ете, до тамо дојде светот, иако морам да признам дека има и гласови на разумот. Таков глас на разумот овие денови можеше да се слушне во Женева, од каде што буквално практично од авион доаѓа вечерашата моја и ваша гостинка, пратеничката Иванка Василевска. Добра вечер, пратенички. Добро вечер, Драган, благодарам на поканата. Со задоволство се разбира, пратенички. Велам, практично од авион дојдовте во студиото и ви благодарам за напорот што го направивте. Меѓутоа бевте во Швајцарија со конкретен повод, тамо се одржа состанок на меѓународен парламент. Еден за кој што не се зборува многу за жал во јавноста, парламент за толеранција и мир. Да. Што беше приказано тамо, вака малку подетално? Па, меѓународниот парламент за толеранција и мир има тековни состаноци на секаде на сите меридијани ни светот. Тоа е исто едно интернационално тело и го зафаќа просторот на оние земји кои што ние ги познаваме, вака народски кажано, повеќето од земјите на третиот свет. Тука се вклучени многу гласови кои што вака во ова, да кажам, долго децениска унилатерална меѓународна политичка сцена и стерилноста со која што тие вести доаѓаат па и овде кај нас не е толку видливо, но е значајно бидејќи ги интегрира помеѓу другите своји активности представниците на парламентите на секаде низ светот, каде што практично преку она парламентарна дипломатија се дискутира за важни стратешки прашања во 21. век. Толеранција и мир просто ми звучи, знаете како во овој момент, да, секогаш сме за толеранција и мир, секој разумен човек тој ќе го зборува, меѓутоа велам во овој момент кога мирот не е предмет на разговор, војната е предмет на разговор, звучи помалку излитено. Она што е клучно, и јас искрено многу се радувам, бидејќи на состанокот во Женева најдов многу истомисленици од различни места, од Јужна Америка, па се до оние делови кои што ние не сме во никаква посебна комуникација, како што е дел од африканскиот континент и така натаму. Сите се согласивме дека декларативноста не вродува со плод на терен, а она што е клучно за светот е да се изнајде решение за мирно решавање на споровите, една тема која што мене ми е особено блиска, бидејќи јас целата академска кариера посветив токму на јавната дипломатија. Вие сте универзитетски професор, еве, случајно да кажем ако некој не знае, не? Да, јас со години, веќе повеќе од 20 години работам како професор и како истражувач, аналитичар во делот на јавната дипломатија, на значењето на наднационалните институции, на различните механизми на дипломатијата токму во превенирањето на конфликтите и изнаоѓањето на решенија со кои што би можело да биде на некој начин да се постигне вин-вин ситуација за секоја засегната страна, особено тешка задача. Ако еве мала само да направам паралела, ако видиме дека еден брилијантен професор како што беше американскиот претседател Вудро Вилсон, кој практично допринесе да заврши Првата светска војна и ја инспирираше првата наднационална светска институција, тоа е Друштвото или Лигата на народите, во 1919-та, ќе видите дека мислителите, филозофите, сите оние дејци кои што работат за доброто на човештвото, имаат грандиозни идеи кои што потоа преоѓаат во рацете на политичарите
И тука се враќаме повторно во оној меѓународен поредок каде што големите риби ги јадат помалите риби. Значи се уште се наоѓаме со неколку збора за да не оди, да не биде на широко. Се наоѓаме во една примордијална цивилизацијска состојба која што треба да ја надминеме. Очигледно дека гласот на пацифизмот е послаб од гласот на оружјето. Всушност, и ова што се случува на глобалната политичка сцена е главен показател на истото. Многу е посилна онаа воена машинерија, која што потоа, кога ќе се затиши некое воено жариште, станува инфраструктурна машинерија, која постојано прави огромна добивка материјална за себе и за својата групација и политички лобија, за сметка на раштрканите на секаден свет политички дејци, мислители, филозофи, како што веќе реков, кои што апелираат на мир и на мирно решавање на конфликти, но сепак на крајот сметам дека ќе победи гласот на разумот и треба да се едуцираат едноставно и луѓето треба и да се следи малку подлабоко процесите и да се направи една корелација, тоест да се има во предвид дека многу неразрешени конфликти од минатиот век, па и тој и од 19-тиот век, особено ние како Западен Балкан и како Македонија сме особено сведоци на таквиот притисок. Очигледно, ако не ги научиме навреме лекциите од минатото, ќе бидеме осудени повторно да се случат. Така, ќе ни се повторуваат, за жал. Искрено, во овој момент сметам дека светската дипломатија не ја завршува својата работа како што треба. Едноставно се размислува во рамки на воено-индустријски комплекси, ова убаво го рековте, кои што носат огромни профити за нивните сопственици, за тие политичари кои што имаат интерес од целата работа, додека милиони луѓе се ставени во ситуација да страдаат, буквално, што е трагедија без преседан во нашиот век. Еве да кажеме, Франција има намера да ги викне, да ги собере во Париз началниците на генерал-штабовите на земјите од Европа, заедно да се организираат околу создавање на некаков воен контингент за Украина. Има намера својот нуклеарен арсенал да го достави практично во цела Европа, затоа што смета дека Америка би можела навистина да се повлече од нашиот континент и да ја остави на цедило. Така сметаат французите. Наистина не сум сигурен во кој правец ќе одат работите, но факт е дека дипломатијата некако не ја завршува својата работа. И сега вие споменавте еден термин парламентарна дипломатија, што еве и мене ми е малку познат, претпоставувам дека на јавноста уште е помалку. Каква е тежината на оваа парламентарна демократија, условно кажано, во вакви исклучително напнати тензични околности како сега? Па, многу значајна и таа е многу делотворна. Иако не е видлива, нема да ја видите на топ вестите, нема да има нити на CNN ќе ја видите и на Fox News, и на BBC, но постои. Апсолутно. Например, еве само една паралела, бидејќи нашето прашање и каменот тежи најмногу дома и нас не интересира најмногу Македонија. Морам да ви кажам дека еве од контактите веќе втор мандат во Македонското собрание, навистина исклучително искуство и голем предизвик за работа и за действување за доброто на државата. Мислам да ви кажам дека од многу парламенти, особено оние кои што имаат и мака и цел да си постигнат, нивните парламентарци се присутни практично секоја недела по ходниците и во Брисел и во Страсбург. И потоа ќе видите во развојот на контактите, во меѓусебните односи, во развојот на шатл дипломатијата, која што не е само парламентарна, секако таа може да биде и од наднационални институции, може да биде и од граѓанскиот сектор, може да доаѓа и од одредени политички фигури, но има големо влијание во однос на разрешувањето на дилемите. И ако ја земеме како една алатка која што ни се пружа на располагање, прво морам да кажам и да констатирам дека е жално што претходно не било воопшто обраќано внимание на овој сегмент, посебно бидејќи сите добро знаеме како луѓе дека секогаш можеме работите многу подобро да ги направиме и во неформални разговори и да ги објасниме работите од кога имате форматиран состав, кога имате одреден протокол и така натаму ограничено време, а исто така и она што ние и веќе го најавивме уште со програмата минатата година, кога пред да дојдеме да победиме и да ги добиеме изборите,
тоа беше дека ние комплетно ќе го смениме нашиот пристап во водењето на меѓународната политика. И тоа е видливо. И тоа е апсолутно видливо. Ние тоа го правиме преку мешовитиот парламентарен комитет, можеби подоцна ќе имаме време да спомнеме. Тука заедно со мојата колешка Жаклина Пешевска имаме, па можам да кажам и недално, и телефонски и скајп разговори со нашите колеги од Европарламентот. Успеавме да се избориме и веќе остваривме една неформална средба во парламентот во Страсбур, каде што јавно отворено говоревме за реалната ситуација и за предизвиците с кои што ни ги наметнува Европската Унија како вонстандардни мерки кои што не се во никаква корелација со копенхашките критериуми и така натаму. И морам да ви кажам дека дури колку и да е тензично или колку и да представува напорно од аспект на да се слушне на вистинската страна или да дојде пораката таму каде што треба, дека и во контактот неформален со бугарските европарламентарци, со дел од нив, има разбирање за она што ние аргументирано ќе го предочиме. Да, апсолутно. Бидејќи и на состанокот што го имавме минатата недела во Македонското собрание, и во неформалните, но и во формалните говори, ние упативме еден нов наратив со кој што треба да дискутираме за битните прашања во евроинтегративниот процес. А тоа се прашањата за образование, за здравство, за инфраструктура, за многу значајната дигитализација и борбата со сајбертероризмот. Значи, прашања кои што се директно поврзани со суштинските мерки кои што треба како предизвик да ги има Европа во времето во кое што живееме. Во однос на другите прашања каде што немаме согласување и каде што не сме дошле до разбирање, оставаме простор да можеме да најдеме заеднички цивилизиран јазик со кој што ќе можеме да го разрешиме тоа. Тоа сака време, трпение, но сака и да има, да кажем, една вертикала во која што навистина ќе се представуваат националните интереси во онака како што треба. Она што го имавме претходните 7 години, за жал не врати многу назад во тој сегмент, бидејќи таму се прифаќало се што ќе се понуди на маса, не се промислувале чекорите, сервилноста во политиката е добра додека има ефект за добробит на граѓаните. Кога станува значи по дефолт, нели, тогаш тоа е сериозен проблем и имаме ова што го имаме денеска. Ако сме реални, тоа не беше ниту дипломатија, ниту политика. Тоа беше подчинување кое што навистина не... Па видете, за сметка на тоа, јас и друг пат сум го кажала ова, ама ако ми дозволите, ќе го кажам повторно. Многу години анализирајќи, следејќи, еве претходно вие кажавте за дипломатијата на Франција, незината се поприсутна улога, некако па и по заминувањето на германската канцеларка Меркел, се осеќа дека председателот Макрон се обидува да го врати тежиштето кон Франција и водечката палка, нели, да ја превземе токму Франција, што не е нова, нели, не е ново како концепт, но зборот ми е истите тие обиди ги правеше Франција, и да ве подсетам, вие тоа многу добро го знаете како историчар, во помеѓу двете светски војни. И малата Антанта 24-та година е создадена од Франција. И нели, овие регионално безбедносни пактови сме ги говореле, јас имам и книга напишано за тоа. Понатаму, нели, целта беше да се воспостави регионален безбедносен сојуз кој што ќе биде зад грбие на Централна и Западна Европа во следниот обид на можен на Германија во разрешувањето на нерешените прашања кои што не се разрешија во првото полувреме или во Првата светска војна, со Балканскиот пакт 34-та година, кој што директно не засега и нас, и како Западен Балкан, но и македонското прашање, и кој ќе видите играчите се сменет и амбиентот е малце поинаков. Сега сме дигитализирани, денеска имаме вести од 3 страни, насловни бомбастични реченици кои што треба да креираат јавно мислење, кој што многу често е погрешно, бидејќи не е поставено на оној когнитивен начин на кој што секој би можел да донесе суд или да направи анализа. Но ако видите, ако споредите, можете да најдете многу параметри за хаотичноста, но и за предизвиците со кои што се соочува Европската Унија во периодот кој што следува. Па, покојниот Балашевиќ велише принципи исти, све со остали нијансе. Да. Отприлика така. Минатата недела имаше многу важен настан во собранието на Македонија.
Исто така сметам дека не ја доби своето заслужено внимание во јавноста, не знам зошто. Вие бевте се разбира дел од тој така наречен Мишевиот парламентарен комитет. Целото име не можам да го запаметам, премногу е долго компликувано, меѓутоа е Мишевиот парламентарен комитет меѓу Македонија и ЕУ, еве да речеме. Многу важен настан во кој што беа собрани многу ликови од Европа, дојдоа во Македонија, има средби со нашите пратеници, вие бевте практично, вие сте во основа Јас сум копредседавач со комитетот од македонска страна. Нема проблем, нема. Така што од прва рака имавте можност и да учествувате во целата приказна и да ги видите резултатите. Може да ми кажете нешто повеќе за тоа? Па вака, чисто за информација, како, за да можам да го раскажам она што се случуваше минатата недела. Мешовитиот парламентарен комитет за стабилизација и асоциација помеѓу Македонија, Македонскиот парламент и Европскиот парламент е тело кое што е формирано пред 21 година и произлегува од договорот за асоциација и стабилизација на Македонија во рамките на Европската унија. 21 година постоење, ова беше 23-ти официјален состанок на Мешовитиот парламентарен комитет и тоа е практично покрај нашето полно, значи ние имаме како Македонија полноправно членство во Советот на Европа и тука сме застапени, присутни, имаме одлична амбасадорка која што е таму со континуитет на работењето, каде што се слуша нашиот глас и така натаму. Второто тело, каде што имаме реципроцитетна или рамноправна основа со Европската унија, особено со Европскиот парламент како институција, е токму Мешовитиот парламентарен комитет. Бидејќи имаме председавач од македонска и председавач од европска страна, со кој што заедно ги водиме овие состаноци, а во рамките на комитетот има, значи, се присутни и членуваат европратеници и македонски пратеници од сите политички ориентации, значи сите избрани политички опции во двата парламенти. И од таму тоа едно плурално тело со многу силен глас, бидејќи оние заклучоци кои што заеднички ги носиме на секој, значи завршеток на од секој состанок што го имаме, влегуваат и како дел од извештајот на Европската комисија за напредокот на Македонија на патот кон Европската унија. Она што се случуваше минатата недела е исто така за истакнување и за поздравување, бидејќи за прв пат во историјата од постоењето на Мешовитиот парламентарен комитет имавме навистина огромна бројка од страна на европарламентарците, тоест 13 европарламентарци и известителот за Македонија, господинот Томас Вајц, заедно со копредседателот Карло Реслер, беа во Македонија и тие се видоа со државниот врв, се сретна и со премиерот и со председателот на собранието, се сретна со сите представници на парламентарните групи во Македонското собрание. Имавме изјави со господинот Томас Вајц 2 дена пред официјалното почнување на состанокот и имавме една содржајна и активна дебата која што во 2 дена опфати особено значајни теми кои, како што кажав и на почетокот на емисијата, во овој мандат јас како копредседател заедно со господинот Карло Реслер се договоривме да разговараме за теми кои што ќе обединуваат и кои што ќе унапредуваат, кои што ќе бидат вградени во сите поглавја кои што Македонија треба да ги исполни на патот кон Европската унија и да испратиме порака со која што ќе ги убедиме нашите колеги во Европа, иако морам да ви кажам дека таму имаме навистина многу пријатели и луѓе кои што сакаат Македонија и сакаат да ја видат Македонија во рамките на Европската унија, дека само со вградувањето и интегрирањето и на Македонија, но и на целиот регион од државите од Западен Балкан ќе се навистина разрешат конфликтите кои што во минатото представуваа камен на сопнување и ќе можеме да влеземе во една ера во која што преку заедничка соработка, со заедничка мисија ќе можеме да го напредуваме за сеопштото живење на сите. Да, европратениците генерално се позитивно расположени кон нас, тоа не е некоја тајна. Меѓутоа овој се случуваше токму кога Урсула фон дер Лајен обзнани дека Украина сака да ја види во Европската унија до 2030 година.
сите луѓе со кои што разговарам и генералниот став е дека Украина може да влезе во Европската унија. Тоа би било политичко решение, бидејќи објективно земја во војна не може да ги исполнува оние демократски услови кои што се ригорозни за нас. За Македонија се многу ригорозни. Меѓутоа, ако Украина навистина влезе, велат познавачите невозможно е Западниот Балкан да биде повторно тамнатна страна. Па видете, не во политиката, како и во животот, ништо не може да се предвиди, се е можно. Но... Исто така, јас имам една филозофија, особено кога станува збор за меѓународните односи, дека ништо не е невозможно, доколку се сака, значи секогаш е до волјата, но очигледно е дека забавеноста на огромниот бирократски апарат кој што нели составена и содржана Европската унија, како и неискрениот пристап во однос на неразрешувањето на старите парадигми кои што дефинитивно влијат. Еве, вие добро знаете и нашите гледачи знаат колку години Македонија стоеше во место само затоа што, например, соседна Албанија имаше проблем со корупција, со други прашања внатре во државата и така натаму. И ние стоевме, чекавме. Сега одеднаш за Црна Гора да не зборам. Сега одеднаш тие сите одат нели пред нас, тука има нели пофални зборови и напредок, а ние сме заглавени во еден билатерален спор кој што за жал, и повторно ќе кажам, тоа не сме никогаш да биде ставено на страна, ниту да биде занемарено. Неодговорното водство и на тогашниот министер Бујар Османи за надворешни работи, но и на државниот врв дозволија да стане услов кој што апсолутно не можете да го ставите во ниту една друга нели споредба. И сега има и трет момент. Апсолутно никој не, мислам, ни еден нормален човек не се радува на несреќи на војни. И тоа не може да биде прашање. Лично како суверенист верувам дека секоја држава има право да се бори и да си го заштитува својот државен суверенитет. И секоја државна власт треба да биде демократска, легитимна и треба да ги исполни оние конститутивни начала кои што се зацртани во уставите. Но не можете да ми кажете во денешно време дека навистина се искрени дека Украина ќе влезе пред Македонија во Европската унија. Бидејќи ако е така, тогаш се влегува во многу немирен океан, не се тоа веќе немирни морски води, затоа што ќе се отвори прашањето за тоа кои се навистинските критериуми или да бидеме без ракавици, наискрени, геополитиката повторно определува стратешката важност на одредени региони. Ние сме сите свесни дека судбината на многу држави зависи од географијата и сме врзани за таа географија, но ако видите, ако тога како политичка одлука, ако се сака се може, тогаш за Македонија е најмал проблем да стане членка што побрзо на Европската унија. Верувајте, на тој начин ќе се разрешат и внатрешните тензии, секако многу популистички политичари, многу демагози ќе треба да бидат пензионирани, тоа е сосема во ред. Многу ќе се промени во државната администрација, во судско-обвинителски систем и така натаму. А насушно ни е потребно? А тоа нам ни треба насушно ако сакаме да имаме иднина. А од трета страна и со отварањето на границата, навистина секој ќе може да си го исполни своето идентитетско чувство, секому ќе му биде дозволено да се чувствува како дел од еден ист организам, секој ќе може слободно да говори она што сака да го говори, така натаму. Значи, на тој начин се разрешува се што во суштина се наметнува во тој така наречен француски предлог. И има уште еден сегмент кој што ние честопати им го споменуваме на нашите колеги од Европскиот парламент. И тоа е навистина нешто што треба да се обрати внимание. Кога влегуваше нашиот источен сосед во рамките на Европската унија, исто помеѓу другите работи што требаше да ги направи беше да обзнани, да декларира доколку има некаков спор со некој од своите соседни држави. Тие рекоа немаме никакви проблеми. Сега нашето прашање е кога беше Бугарија искрена, кога влегуваше во Европска унија или кога дојде ред Македонија да влезе во рамките на Европската унија. И тука треба да се види навистина чувството на разум. Морам да ви кажам, бидејќи за да бидете политичар во денешно време, не можете не можете да заснувате својата политика на Facebook статус или на тековен настап.
туку треба да се следи и регионалната политика, и глобалната политика. Без тоа политика не бива. Апсолутно. Ако земете да ги следите бугарските аналитичари, актуелни, ако земете да видите расположението внатре во бугарското општество, тоа многу се разликува од она што е тврд став кој што се преточи во заеднички став на Европската унија. Да. Па затоа што луѓето се свесни тека начинот на кој што се блокираше Македонија, не велам сите, но има глас на разумот и таму, има луѓе кои што навистина сметаат дека можеби многу од нивните прашања кои што се проблематични или ги оптеретуваат од минатото, би можеле да се разрешат многу полесно и поадекватно доколку се дозволи Македонија како една навистина, еве да го цитирам покојниот претседател Григоров, како една оаза на мирот, како еден пример за мултиетничко и мултикултурно општество, како една насушно потребна држава за правда, за развој на економските витални интереси и за навистина за потикнување на талентираните луѓе да можат да го дадат својот потенцијал. Тоа е единствениот начин како тоа да се разреши. Вака, ова што го зборувате, буквално ме поразува фактот дека Македонија навистина на никого не му прави проблеми. Апсолутно. Ние на ниеден сосед не му правиме проблеми. Немаме никакви барања, никого не гњавиме, најпросто кажано. Се обидуваме да преживееме во еден незгоден свет, во кој што работите се менуваат од лошо на полошо, се обидуваме да бидеме коректни кон сите, можеби и немалку кон себе, и повторно со генерации сме жртви на можеби на собствената добра волја. Понекогаш си вела, можеби и ние треба да станеме досадни, да почнеме да малтретираме, за да видат луѓето од другите страни дека не е баш убаво така. Меѓутоа ние упорно инсистираме на нашата, како да наречам таа, толеранција. Ние сме пример за толеранција. Јас не знам, и кога ќе размислам, еве сега, можеби треба да влеземе во еден друг сегмент, како упорно ни се наметнуваат прашања кои што се поврзани со некакви притисоци, насилства и се, а нема вистинска причина за нив, човек не може да не се јадосува. Зашто станува збор? Бујар Османи го спомнавте сега, истиот Бујар Османи во име на ДУИ вели: не очекувајте дека ќе има локални избори ако заедно со нив нема и парламентарни избори и ако продолжи деградацијата на правата на албанците. И сега, како да не живееме во иста земја? Албанците во оваа држава кои сите имаат сериозни права. Ова е држава на права, да не се лажеме. Услово да има парламентарни избори една година по парламентарните избори е безсмислен. Тоа може да го направи владата ако сака. Која е причината? Треба да има причина сериозна за тоа. И деградацијата повторно и нормално аналитичарите читаат во неговите зборови закана. Дека ДУИ, кога ќе дојде моментот за парламентарните избори, тоа е за колку, за 6 месеци, 7, за локалните се извинувам, ќе се обиде да ги спречи. Не можам да разберам 2025 година. Драган, денеска премиерот имаше одлична изјава на оваа тема. Јас немам што да додадам на тоа што го кажа Мицковски. Затоа што е се вистина. Значи, требаше... ова е битката на она елита во ДУИ. Они беа долго време на власт, разбирливо е, дека се научија да бидат привилегирани. Од тој, да ве подсетам, мајски договор, кога беше 2008 година, нели, победник со победник, наметнати нови некои, нели, правила на игра, иако никаде тоа не е пишано правило, кој со кого ќе коалицира, но ете, тој притисок во тоа време го донесува. Кој што потоа тие не го испочитува. Апсолутно, ама тогаш се смени курсот, имаше друга насока, насоката не доаѓа автохтоно во нивната политичка. Например, ние во нашата партија, во ВМРО ДПМН, носиме автохтони политички одлуки. Некому може да му се допаднат, може не, но мнозинството донесува одлука и ние следиме таа политика. Но се ваши. Тие се автентични наши. Кога не е автентично, не може е да ни се проблем, наметнува, ако се обиде некој да ги наметне, нели нема да помине тоа, може секој има право да си го каже мислењето. Како пример, вака са хипотетички кажу. Таму политиката се оди од некаде од друго место и тие насоки се хаотични кога треба да се направи паралела и тука не можете некој континуум да им најдете. Но тоа е нивен избор, тешка е опозиција. Добро, тешко е. Многу работи се тешки, јас да ви кажам. Но и тоа е потребно и здраво за едно општество, и за политичките партии, но и за општеството. И трета работа што мене најмногу ме интересира.
Зашто пред се, јас верувам во човек и во индивидуа. Например, не би требало толку многу да се гледа на тоа што зборува Дуј. Треба да се види што зборуваат оние граѓани, македонски граѓани со албанско етничко потекло. Да видите како живее обичниот човек, со што се соочува, кои се неговите потреби, нивните потреби. Тоа е она што е суштински важно и што треба ние сите како општество да го ставиме на преден план. Но Дуј долго време ја имаше таа самоземено право да ги представува проблемите, да ги... Добро, а на што се почиваше тоа право? Ајде да бидеме вака искрени, на милитантство. На закана фашизмите. И закани. Па сега, ако сме ние примордијално општество и ако живееме во трибс, во племења, и нели така да се однесуваме едни со други едно. Ама јас мислам дека и во Дуј има интелектуалци и луѓе со разум и мислам дека многу добро има јас. Мислите дека тие ќе надвладеат? Па мора да се борат. Мора да се борат. Тоа е веќе на секој еден одлука. Знаете како, се зависи од помислата и од планот како и што сакате да придонесете. Имаме две алтернативи вака круто, како два столба во стрикно внатре во Македонија. Јас барем така ги детектирам. Имате популистички политичари, спинери, дефокусери, кои што работат за оние позадински структури кои што се олигархиски или како сакате наречете ги, кои што никогаш не би сакале Македонија да видат во Европска унија. Никогаш не би сакале да видат македонски премиер до американски премиер. И ова не треба да го обяснуваме зошто е. Мислам дека не си тие јасно. Апсолутно. Тие се најголемите спинери кои што треба да го одлекуваат вниманието и да дефокусираат за да отежнат постапката, бидејќи кога ќе дојде тој организам каде што треба да припаѓаме, таму тие не може да вираат. Или ќе бидат во затвор, или ќе бидат на страна, или на маргините на општеството во најдобар случај. Тие не се тоа се обични трговци кои што искористиле политичка моќ и моменти и во овие 30 години направиле грозоморија од богатење и од злоупотреби. И имаме проактивни политичари кои што сакат да направат и да остават свој белег. Едно камче да се помести е голем чекор за Македонија. И тоа треба да има континуитет. Тоа не се случува само сега во плурализмот. Имало е, ќе ви кажам, ама таа тема ќе ми дозволите понатаму би било убаво да се дискутира и да се потсети јавноста за истата, например делувањето на Крсте Црвенковски во поранешниот систем. Имало дејци кои што работеле, им претало затвори, имале многу проблеми и во тоа едноумие, па и она либерална пролет, каде што и професорот, мој колега починат Славко Милосавлевски, така натаму луѓе кои што дале придонес, учествувале во изградбата на националниот, културолошкиот, идентитетски дискурс на македонската национална држава. И тие ја представувале Македонија како внатре, како во рамките на федерацијата, така и во насекаде низ светот. И се значајни, не треба тоа да го заборавиме. Оти ништо не почна од Бранко. Апсолутно не почна. Иако некои сакале да некои сакаат да кажат дека тогаш почна се, но не е така. Има континуитет кој што ние го познаваме, го следиме, но и време веќе, затоа што премногу време помина, изгубивме многу значајни чекори, да се посветиме на она што сега актуелно значајно, тоа пред се да зајакнеме Македонија внатре, да се почне борбата со криминалот, корупцијата, со октруираните правосудни како да кажам двигатели и темни сили и секако да помогнеме на македонската држава да се интегрира што побрзо и во Европската унија и да стане повторно како што станува реален глас на светската политичка сцена. Да се надеваме дека така ќе биде. Мора да ви признам, самата ми ги наметнувате темите кои што јас ги подготвувам. Спомнавте правосудството. Сега на 11, денеска е 6. Тоа е пети. Да, веќе заборавам ден по ден како е. Па заминува денот. Да, за 5 до 6 дена во собранието следува интерпелација за 5 члена на судскиот совет кои што се избрани од собранието. Тие очекувано би рекол изнајдоа дека не сакаат да се повлечат, дека се жртви, дека тие работат секако што треба.
Меѓутоа, да, и пронајдоа дека противуставно е ова што ќе им се прави, иако е јасно дека ако си избран од собранието, одговараш пред собранието, некако така ми... Драган, може само со една реченица ова да го објасниме? Зашто ако почнам, се подготвувам, нели, ќе земам збор кој ќе почне, нели, расправата, ќе може јавноста тоа убаво да го следи доколку може и сака. Знаете како, тие се убаво кажуваат така хипотетички, ама една работа им изостанува, таа е клучна. Каде е етичката и моралната одговорност? Еве, например, на избори. Одредена политичка партија не добие доволен број на гласови и не влегува во собранието, нели? Ние сме непосредни представници, потоа ние ја бираме владата. Со кој кредибилитет, ако ние не добиеме доволно поддржувачи, имаме право да било што понатамо удействуваме во таа насока. Или треба се смени нели, начинот на действување, да се промени, нели, наративот, или да си напушти собрака и оди си нешто друго работи. Прави нешто друго. Така Овдека се случува токму тоа. Значи, тие се сите избрани партиски. Тие се, знаете како, јас често пати тоа го говорам и во непосредните контакти. Сите оние, не мора да е само во политика или во судство, било каде, кои што не го изоделе патот, не поминале удари, не се бореле за целта да постигнат тоа што го, нели, треба да се постигне. Туку им било дадено, јас велам, со опадобран биле спуштени. Да. Сите тие се однесуваат неодговорно према јавноста, према институциите, према тие што ги одбрали така натаму. А довербата од 2%? Тоа нив не ги интересира. Па видете сега како зборува претседателот на судски совет. Да видите само да ги отворите архивите од Битолскиот суд, од кај што доаѓа тој, да видите какви пресуди се носени и со какво злосторство е правено врз луѓе. Знаете како стресовите што луѓето ги јадат и неправдите по судовите коштаат здравје, живот фамилии, губење желба, иселување од Македонија. Многу аспекти, тие немаат никакво чувство. Но тоа го прават, пак ќе кажам, само луѓе без никаков морален интегритет. Луѓе кои што биле послушни и одредени причини или констелации на сили, рулетот се свртел, нивните имиња се свртеле и тие сега тоа ќе се борат, како да кажам, френетично да го задржат, бидејќи тоа е единственото што им останува. Што би биле тие ако не се таму поставени, ако не служат некому? Но пратеничке, што би биле нивна работа? Мене да ме прашаат што би било ако не го работам ова, ако не ме бива, ќе одам, не знам, ќе малерисувам нешто, ќе правам, нивни проблем. Знаете како? Цела држава не може да биде жртва на замислете, еве да ви кажам, за одредена судска постапка, за кој што не сакам сега да одземам време, запрашана судиката зошто си ја донела таа одлука како што ја донела, на апелација станува збор, и таа кажува морав, на познат мој пријател, морав така да одлучам. Зошто мораше многу голем притисок и должам таму многу. За истинско правосудство. Тука завршува приказка. Да. Тука, во нормална држава, тоа лета на клоци. Апсолутно. Јас не сум за насилство, ама тоа е така и таков е изразот. Значи, тоа е срам и тоа се покажува со прст и тоа никаде веќе нема вредност, ниту па било какво значење. Втор момент е, јас доаѓам од правниот факултет и генерации правници имаме произведено. И доаѓаат генерации, нели, кои што јас очекувам да бидат се подобри. Личната политичка определба е право на секој граѓанин. Секој приватно може како сака да си размислува, но ако се одлучи да биде судија или обвинител, навистина сметам дека треба да работи високата морална компонента. Странична одговорност има апсолутно, да. И авторитетот кој што во својата, ама тоа пак ќе кажам, тоа може да го прават луѓе кои што имаат кредибилитет и кои што навистина се бореле да дојдат до таму. И таквите суди ги имало и порано, има и денеска, не се сите корумпирани. Тоа го потенцираме секогаш, да, јас исто не сакам да се смета дека сите се на купче, тука се можеби, не знам, десетици кои што вака на секаде низ Македонија учествуваат во одредени дејанија кои што се далеку од нивото и од тоа што треба да представува правосуден систем, но
тие ја расипуваат сликата на сите останати. Или пак ги оневозможуваат. Знаете, сум се соочувала јас лично во животот со такви препораки, а верувам дека во таквите институции се уште по-брутални. Например, ви доаѓа некој и ви кажува, сега, види, знаеш ти, ова пази, ама, знаеш, може се да се случи, ке ти наместиме нешто и така натам. Луѓето се плашат. Се плашат за својот живот, за својата екзистенција, за многу работи. Кога некој од позиција на моќ те нема секој снага да рече кој си ти така да ми се обратиш и да ја покрене лествицата. А и ако ја покрене, најверојатно ќе заглави во целата. Ќе заглави ако нема волја или ако нема клима да тоа да добие на јавност и нешто да се разреши. Дека се светат и дека знаат да се закануваат, тоа најдобро го знаат. Сме го почувствувале сите на своја кожа. Но ако ние јавно не говориме за истото, јас пак ќе кажам, ова не е ниту лов на вештерки. Ова не е ниту стигматизација. Да го представува е многу важно. Значи, апсолутно не е така, се не е таа прави намера. наратив дека ова е нешто всушност во правец на ајде сега ќе ги менуваме затоа што не ни се допаѓаат нас политички, па демек овој со оној ќе замениме. Па еве јас ќе ви кажам, еве јас сум член на ВМРО ДПМН, верувам во политиките на Мицковски и се боревме и ќе се бориме да ги оствариме сите зацртани начала во владината програма, претходно изборна програма зацртана, но ви гарантирам, кој сака нека јас лично ќе го нападнам прва. Кој сака нека ако се обидува политички да действува во рамки на правниот систем. Апсолутно тоа. Не сакам ни да помислам дека некој ќе се дрзне да го направи тоа понатаму. Ако се случи, Господ е голем, нели има запис. Ќе ме држите за збор. Инаку во правец на ова јас им предлагам на почитуваните гледачи да прочитат колумната на Бранко Геровски во Плюс Инфо. Тере Боки, ти си помитни од ние сме будалите, се нарекува многу интересен наслов, морам да признам, јас се прочитав 2 пати и тамо на својот начин Геровски многу убаво објаснува како функционираат правосудните врски, линии, комбинации, роднински, плетелски и така натаму. Мојот став за Боки 13 воопшто не е важен. Во приказна, меѓутоа тоа што го пишува колегата Геровски на вистина е многу интересно и не става сите пред оној момент да се чукнеме главата каде живееме и со што се соочуваме. Пратенички уште едно прашање од кој што не можеме никако да избегнеме. Минатата недела чином се случи еден инцидент во собранието, дали несреќен, како да го наречеме, меѓу министерката за финансии и порнешната министерка за одбрана, а сега пратеничка, во кој што јавноста успеа да извлече различни заклучоци, меѓутоа беше наметнат ден-два наратив дека министерката се однесувала неправедно кон својата колешка, врз база на семејни односи и така натаму, и веднаш беше покренато прашањето за женските права, се разбира, многу важно прашање. Вас ве прашувам затоа што вие веднаш, мислам дека забележав фотографија од вас и министерката со подршка, меѓутоа не заради фотографијата, таа само по себе ништо не значи, освен како подршка, мислам, почитувам, меѓутоа затоа што вие лично, како пратеничка, во не еден или два, туку во повеќе наврати сте биле жртва како жена на сериозни напади, навреди, дури и физички напади. Меѓутоа, јас ова го знам затоа што ве познавам. Еве, најпросто кажано, да не ме сватат погрешно. Меѓутоа, јавноста никогаш не чула за вакви работи. Ги имало дузина и со други ваши колешки, каде што биле малтретирани од мажи, меѓутоа, од мажи велам, и сето тоа поминало така, немало гласот на и од жени, меѓутоа гласот на јавноста воопшто во вашите случаи никогаш не дојде на тоа ниво. Дури и воопшто не дојде на никакво ниво. Воопшто немаше галама кај се женските права, камо почит на семејството и така натаму и така натаму. Знаете, Драган, точно. Ако се борите со реална политика, ако сакате да остварите реални политички цели, нема себе си да се ставите на прво место, туку политиката која што ја води вашата политичка партија. Мене лично, тоа што сум жена е само еден сегмент од мојот идентитет. И никогаш не ми било важно, како да кажам, и тие што добро ме познаваат, и вие ме познавате, секој пат сум инсистирала на тоа да се осети искрената енергија и да испорачам таа енергија за да направам некаква промена. И тоа го чувствувам како значајно
додека сум активна во животот, така да постапувам. Тоа е малку потежок пат, бидејќи создава многу оптеретувања, луѓето и погрешно тоа го разбираат, некои ви се плашат, некои ви завидуваат, некои сакаат да ве повредат, а повеќето сакаат да ви се приклучат. И тоа е целта. Тоа е целта, се разбира. И сега, во тие ситуации кои што се случуваа изминатите години, па не само како политички активна, туку и претходно во периодот на шарената револуција и така натаму, сум била вербално напаѓана на улица. Вие зборувавте гласно секогаш, не сте вие од вчера во јавноста, вие зборувавте гласно и прилично јасно. И сето тоа очигледно имаше резултат. Од една страна добивате поддршка, меѓутоа добивавте и работи кои што не се баш симпатични. Морам да ви кажам една случка, ќе ја споделам и со гледачите, можеби ќе сакаат да ќе ги интересира. Баш за време на шарената револуција, тогаш имав подкаст на Радио Слободна Македонија, за жал повеќе тоа радио не е во етерот, Концепт со Ина. И имав секоја недела дискусија, некогаш и гости, некогаш и сама и така натаму. Си имав своја публика каде што испраќав пораки, разменував мислење и така натака. После емисијата, мојата ќерка уште беше основно училиште, отидовме до Сити Мол, нешто да купиме, не знам, тоа беше пака приквечер. И тогаш се уште немаше столпчиња спроти Сити Мол, тука чекавме такси да се качиме да одиме дома. Бидејќи немаше столпчиња, бевме на ќошот застанати, огромен джип, памтам, со охридски таблици, тргна со нас и малтене не прегази. Со цела снага се качи на тротоарот. Нормално, реагирав, го тргнав детето и така натаму. Излезе од совозачкото место еден господин, кој што ми рече, многу ви се извинувам. Но излезе и возачот, кој што, со најпогорни зборови, ме нарече пред детето и така натаму, и тоа беше резултат кој што тоа нема никогаш да го заборавам. Не знам кои беа тие луѓе, веројатно поддржувачи на тогашната шарлатанска политика на Заев и неговата шарена дружина, но во секој случај беше и индикатор за тоа доколку сме поларизирани како општество и дека не е навистина, не е едноставно. Сега, од такви инциденти до, например, јас имав пред, речиси 2 години, малтене физички вербален напад од личниот шофер, припадник на МВР, на тогашниот вице-премиер Артан Груби. Човекот кој што сега го бараме како држава. И тоа на паркингот пред Македонското собрание. На паркингот на собранието, каде што вие сте пратеник. Јас го опоменав, присутни беа и униформирани полицајци кои што беа уплашени. Од човекот? Тие се уплашија од мојата реакција, како јас се осудив да му се спротиставам на неговото безобразие и невоспитаност. На семокиниот шофер? И мислам како да ви кажам, и тогаш не добив никаква поддршка од никого. Никој не ми се јави да ме праша што се случува. Пратенички, само да прецизираме. На паркингот пред собранието, вие како пратеник? Јас ја оставив колата, немаше место, брзав на седница да влезам, имаше пратенички прашања, беше важно, имав некој одговор кој што требаше од некоја институција. Мислам дека од Министерството за образование и наука ми беше кажано писмен одговор дека ќе добијам, а јас и продолжив да си ги држам часовите на факултет, така што се поклопи со настава и некако времето беше кратко. Јас дојдов само што беше почната седницата и замолив да ја поткачам колата за да влезам, да завршам тоа што е важно да го завршам на пленарна седница и да излезам да препаркирам колата. И ја познаваат колата, ме познаваат и мене. Полицијата го зема клучот за секој случај ако треба да. Но тоа е вашето работно место, мене тоа ми е зборот. И јас одам на работа. Во тој момент се појавува господинот кој што јас претпоставувам дека мислеше дека сум некоја службеничка и си најде некој поле да си покаже некоја негова орангутанска потреба да се истакне. Но службеничка не може да малтретирате како. Малтретираат, тоа е страшно. Малтретираат. Јас знам пар случаи по институции каде што од позиција на МОК во претходната власт службенички се удирани по глава, влечени по кабинети и така натаму. Апсолутно, и тоа јавна тајна. Прошетете низ влада, прошетете по министерства, ќе ги чуете тие работи. Луѓето биле извадени од памет. Но јас сум пратеник и како пратеник ја ги знам моите права. Но вие имате имунитет.
И вас да ви се случи тоа, вие имате имунитет, Драган, буквално во целата држава. За таквите ќе ми простат и гледачите што си дозволам послободен говор, такви неандерталци, тој не го разбира тој имунитет. Тој е со мокникот, мокникот кој што има нели од сабајле до вечер некаква бела супстанца, кој што има многу торби со секакви странски валути, не знам што све не. И тој нас не гледа како, не знам, како ништо. И во моментот кога му кажувате дека тоа не е исправно и треба да се дистанцира, тој ви ја гледа регистарската табличка и ви вика, ќе се видиме ние повторно. Што значи тоа? Чиста закана нема тука што. Каде се боркиве за права? Тоа сакав да кажам. Не може ли да не го знаат тоа вашите сите ужива колеги во собранието? Се смеја. И сега дотичниве кои што се многу не може вредени, да не го знаат. се смеја. Се смеја, еве ви кажувам, и се правеа дека не се од тука. Значи, тоа е онаа хипокризија која што се уште мислат дека може да ја продадат. И затоа им се случи овој пораз што им се случи, а ги чека уште пострашен. Само нека продолжат со овој памет. Жално, ама тоа е тоа. Неверојатна информација, морам да ви признам. Видете, јас сум грозена што денеска Јованка Тренчевска си дозволи повторно да ја злоупотреби позицијата која што незаслужено ја доби како неформално тело, нели клуб на пратенички. Да, пратеничка да кажеме од СДСМ, добро? Јас имам и кажано и сум ми кажала и многу пати во јавноста и допрва ќе излезат многу работи. Значи, таа не беше правичен министер за труд и социјала. Таа работеше само за интересите на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и за невладините кои што беа од чадорот на виножитото. И сето тоа е окей, ако беше и да имаше рамнотежа. Ама таа правеше некои работи кои што допринесоа да се случат многу несреќи на невини луѓе. И така натака, не сме ние суд, но моето мислење треба да се стекне тој впечаток за да можете да го кажете истото. И не се. Одеднашка сега тука ќе правиме циркузијада од тема која што можеше да се толкува поинаку, нели? Зашто па само нивниот наратив треба да има било каква основа. На крај крајава и таа несрекна дискусија која што се случи имаше свој континуитет. Проблемот е во јавноста која се креираат лажните вести, што не се следи континуитетот. Например, еве за јавноста, бидејќи не верувам дека сите ја следеа целата седница на пратенички прашања, што сосема во ред, секој си има своја работа, но, например, оваа седница почна со прво напад кон премиерот, со прашање така натаму и премиерот Мицковски излезе и ја праша господјата Славјанка Петровска зошто бега од соочување на судско рочиште, каде што таа на Facebook профилот го има навредено и клеветено неговиот син. Зарем нашите деца немаат исто право како што имаат толкувачите на говорот на министерката за финансии, што сакала таа всушност и каква навреда извршила. Значи, каде е тука еднаквоста? Каде е заштитата на нашите деца? Или нивниот наратив е ние сме она, нели, тоа е народски кажано, петта колона, само нашите ќе си ги поддржуваме. Имам една колешка, стана и сега многу високо, таа викаше, јас сите ги контролирам, јас сум над сите. Да претпоставиме која е добра? Да, може, тие што знаат, може да се сетат. Далеку од тоа дека она било што контролира, но си дозволува во својата агресија и во својот мајндсет. Но, она што е клучно, тоа имаше, значи, след тек на наставник што дојде до она, да кажам, послободно изговарање од страна на министерката за финансии во контекстот на, нели, како се живее и како... Ако земете да следите се што се случува овие 8 месеци од кога е, нели, новата влада, ќе видите и денеска премиерот тоа многу убаво го кажа, дека се враќаат долгови кои што се направени уште од 2018 година, дека државата има сериозни пенали, дека постојано се решаваат економски прашања кои што се сериозен проблем. Значи, далеку од тоа дека никој не е свесен или дека овека сега продолжило сега нешто, се сменила власта и работите продолжиле. Не е така. Само што она што ќе го оставите во буџетот, и тоа е, нели, тоа е сепак стручно, ја не сум стручна да зборувам за таква тема, но тоа го осеќам и го артикулирам од аспект на политиките и на катадневните промени кои што се случуваат и кои што тековно ги следиме во собранието. И за да дојдеме до таму и да дојдеме до овој степен, а да не заборавиме, министерката Гордана имаше доблест и после дента ми се чини, ако не или утредента, простете ми сега веќе многу работи се случуваат едно по друго, имаше пресконференција, кажа како било
упати извинување и сосема е доволно. Во нормална ситуација, тоа е сосема во ред. Во потреба, немање друг наратив и сега ќе се користи, ќе се злоупотребува се што може за да се пливка уште малку на давениците, е уште пострашно и пак ќе кажем, реков и преска, тоа ќе си донесе свој резултат на предстојните локални избори. Ја би сакала да имаме здрава опозиција, навивам за тоа луѓето кои што си имаат лева ориентација да можат да ги искажат своите политички ставови. Само на таков начин сите ќе бидеме подобри во тој надпревар, ќе можеме да допринесеме за македонските граѓани, но за жал таму ситуацијата е се уште во темниот среден век и тоа е тоа, има многу. Јас, знаеш, Драган, никогаш не сум сакала од негативни примери да правам како се вика, сензација. Мене многу ми е важно, ако се најдам во мислењето на колективот и ако таа заедничка политика има длабочина и има перспектива. И јас тука се вградувам, таква сум како индивидуа. И тука го давам својот допринес. И се радувам на сеопштиот успех. Јас се радувам на секој заеднички успех. И мило ми е кога луѓето можат да се разберат, па дури и на ниво, например, во мешовитиот комитет, сме од различни политички опции. Но убаво дискутираме затоа што темата не обединува сите нас. И тоа е значајно. А во приватноста и во животот, како секој ќе се устрои, тоа е прашање од друг карактер. Иванка Василевска, пратеничка во Собранието, ви благодарам за гостувањето и ви благодарам што кажавте овие информации, се што зборувавте беше апсолутно важно, меѓутоа ова околу насилството што вие сте го истрпеле и она што ме фрапира реакциите на вашите колеги, кои што се не се реакции, туку се ништо, подсмевање, мислам дека ви благодарам за не кречам за храброст, вие сте храбри секако што го кажавте ова, меѓутоа е важно што го споделивте. Токму во име на дебатата, во име на можноста народот да го чуе се она што треба. Ви благодарам уште. Не ви благодарам и на можноста и се надевам дека го задржавме вниманието на нашите гледачи. Да, почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва, се за оваа работна недела, морам да ви признавам, барем на Заспи ако можеш. Да, утре во 15 часот ќе биде репризнато издание на оваа емисија. И сосема на крај да кажам, Османик, бидејќи зборувавме денеска за него, изјава негова е, вели Мицкоски нека направи пола од тоа што јас го имам направено за македонскиот јазик, албанците ќе му бидат благодарни. Ова ќе оставам нели како затворен цитат, секој нека си донесе заклучок. А јас ви закажувам нова следба со мене и со нови гости во понеделник и во 22:30. До тогаш, пријатно.